И време е за последниот разговор ова утро на вистина многу интересна тема. Ви кажа нашата Мери на почеток на емисијата за што ќе зборуваме денеска. Ќе зборуваме за тоа зошто јадеме и кога не сме гладни. Како што кажа Мери, значи некогаш јадеме кога сме под стрес, некогаш кога сме нервозни, некогаш па јадеме кога сме задоволни, а некогаш ние кога сме на диета, често пати знаеме да си направиме оној cheating day или day кога знаеме малку да си забушиме, да си кажеме денеска еве ќе си јадам, па утре тоа нема да ќе јадам малце помалку. Дали тоа е така и зошто јадеме и кога не сме гладни? Многу повеќе од последниот разговор и нашата гостинка Олга Дервенџи, сертифициран советник за исхрана и основач на Регула. Добро ви утро, имате навистина преубава тема, јас со многу голем интерес ќе ве следам, а верувам дека и нашата верна публика. Така е, Ренче, јас со нетрпение чекам да ги поставам оние прашања кои што верувам дека секоја жена си ги поставува сама на себе и сака да добие одговори зошто оние дете кои што цело време ги држиме не вродуваат со плод, зошто јадеме толку многу, зошто јадеме кога ни е досадно, зошто јадеме кога сме тажни, зошто јадеме кога сме срекни, дали во храната бараме утеха, а токму на овие прашања бараме одговор од вас, од нашата почитувани, од нашата Олга, која што, како што кажа и Ренче, е советник за исхрана и основач на Регула. Добро утро, Олга, добро е да во нашето студио и со нетрпение чекаме да добиеме одговор на сите оние прашања кои што многу жени ни ги поставија, кога дознаа дека ќе бидете дел од утринската. Добро утро, да, многу често поставувани прашања. Значи, јас сум Олга Дервенџи, основач на Регула, сертифициран советник за исхрана, според методологијата Precision Nutrition. Precision Nutrition е една од водечките светски едукации за исхрана и однесување. Методологијата се развива над 20 години, се применува над 150 клиенти низ светот и многу е едноставна суштината. Фокус не само на исхраната, туку и однесувањето. Што значи тоа? Освен што треба да научиме како функционира нашето тело, што се јаглет хидрати, што се протеини, што се масти, како внесуваме енергија, како ја трошиме енергијата, многу е поважно клиентите да ги оспособиме трајно да ги направат промените во својата исхрана. Практично здрави навики. Здрави навики. Но сето тоа мора да биде индивидуално прилагодено, затоа што јас функционирам на еден начин во реалниот живот, вие друго, вие на поинаков начин. Програмата е исклучиво многу персонализирана. Секој станува во различен дел од денот, некој има деца, некој не, некој работи 12 часа, некој работи во 3 смени. Така да програмата е исклучително персонализирана со единствена цел по постигнување на посаканата цел, а тоа е вообичаено губење на тежина, одржување на истата. Дали овие програми кои што ги правите вие се програми каде што ние навистина треба да бидеме цел ден во кујна и секојдневно да спремаме по неколку часа оброци, бидејќи во ова брзо живење, во ова време каде што навистина немаме време, токму и оние програми каде што дења ноќе треба да бидете над шпоретот и не се толку многу применливи, па затоа и многу жени, а и мажи се откажуваат од вакви програми. Тоа е најважно. Затоа е пристапот прво се прилагодуваме на однесување на индивидуата. Со клиентите прво мора да ми го раскажат својот живот, своето секојдневие. Например, цела седмица мора да ми фотографираат каде јадат, каде готват, каде нарачуваат. И потоа јас лично врз тие податоци ја правам нивната програма. Ако е во ресторан омилен, отменито што да нарачува. Ако е take away од Волт, што да нарача. Ако јаде со колегите во кујната, што да одбере од масата. Значи, апсолутно, исхраната мора да биде прилагодена на нашето секојдневие. Инаку ќе биде диета. Така, еве кога сме кај тоа, би сакала да ви поставам прашање, како што веќе најавивме неколку пати во утринската, дека не знаеме кога јадеме, кога сме под стрес, дали јадеме затоа што сме срекни, кога јадеме затоа што навистина имаме физичка потреба и имаме физичка глад. Како да знаеме онаа разлика кога јадеме од досада, кога јадеме од стрес или кога навистина ни е потребна храна да внесеме во организмот за да имаме повеќе енергија. Да, одлично прашање, тука е и основата. Луѓето многу често не знаат да препознаат вистинската глад. Препознавање на вистинската глад е едно од најважните моменти. Дали ни кркори стомакот, дали немаме повеќе концентрација, дали не сме јаделе 6-7 часа. Да. А сосема е различно кога постигнуваме по храна, кога ни е досадно, кога сме нервозни, кога сме под стрес или кога храната е пред нас. Значи, што сакате кажете ми, ако храната е пред нас, на петото минување ќе посегнеме.
и најдобрите карактери. Така, значи, со ова да ставиме некои здрави грицки на маса, па и така ни се пријада до сада, дали, например, било проблем во вашата програма, ако еве на масата имаме свеж зеленчук и посегнеме по еден морков од досада, дали може тоа да ни направи проблем или да ни извади од колосак? Индивидуално е. Значи, индивидуално е. Нема струги правила. На никого тоа ќе му одговара чисто јадење, на друг ќе му одговара 2 оброка на ден. Не треба да се оптоваруваме со такви строго поставени патерни на однесување. Така. Мене што ми одговара, нема да одговара на вас или на некој друг. Па токму можеби затоа оние унифицирани диети кои што ние жените особено ги држиме не одговараат на сите. Некој ќе ослабе неколку килограми, некој повеќе, некој ќе намали на обем, а сите се држиме на една диета, имаме различни резултати, па потоа и сме разочарени како зошто мојата другарка ослабе 7 кила, а јас само 2 килограми. Затоа што фокусот е на диетата, на внесот на калориите, а ние освен диетата, што не е диета, туку едноставно промена на односот спрема исхраната, ги менуваме навиките. Значи, треба да се прашаме себе си. Јадев затоа што бев уморен, јадев затоа што децата ми изнервираа, јадев затоа што патував цел ден и немав пристап до храна. Поставете си го тоа прашање. Ако е одговор да на некој од овие, тогаш вас не ви треба храна, така. Ви треба одмор, ви треба сон. Токму така, да. Да, значи идејата е дека за момент ние треба да станеме повеќе свесни за своето секојдневие, своите избори. И за своето тело. И за своето тело. Тоа доаѓа, ќе се изненадите преку овие вежби што ги применуваме, многу поедноставно. Колку вие кажавте 3 месеци е вашата програма, што добиваме ние во овие 3 месеци? Како се менува нашиот начин на живот, како се менува нашиот однос према храната и дали вашата програма е како своевиден вид на диета или пак можеби е тотално промена на начинот на живот и долгорочно решение на проблемите со храната? Не би рекла ниту промена на животот, затоа што некој што функционирал така 20, 30, 40 години, вие не можете преку ног да му речете сега од сега ти утре ќе станеш и ќе јадеш 10 порции протеин на ден и 4 јајца. Мислам, тоа е надвор од контекстот. Сите сакаме да сакаме тесто, сакаме да јадеме кифлички, сакаме да јадеме леп. Дали сте се соочиле со некој ваш клиент кој што ви рекол, јас не можам да издржам без леп, јас навистина не можам да издржам без леп. Значи буквално ме погодивте, да, точно пред неколку дена дојде клиент кој што сака да ослабне 20 килограми и рече што сакаш прави, јас од белиот леп не се откажувам. И тоа е во ред. Тоа е во ред. Не може некој што јадел леп цел живот да му речеме сега ти нема да јадеш леп. Значи тоа прави таков шок за организмот, толку голем стрес што нема сврха. Има ли решение за вашите? Да, се договоривме лебот да не се јаде во контекст на само лебот. Значи, ворете една кришка леб, ќе седнете, но треба да има јајца, треба да има риба, треба да има зеленчук. Значи, не е толку проблемот самиот леб понекогаш, колку контекстот на целиот оброк. Ако клиентот ги внесе сите други макронутриенти потребни за нормално функционирање на телото, верувате кришката леб не е страшна. Чоколадо, а некој сладолед. Исто така не сум за рестрикции, на вистина, се додека клиентите на дневна или на неделна основа ја внесуваат количината на храната која што е здрава за нив. Можеби никогаш ќе намалиме количината за да се постигне губење на тежината. Апсолутно еден сладолед или куцка чоколадо не менува ништо. Дали некој од вашите клиенти дошле со цел да ослабат килограм помалку или пак повеќе, но се соочиле со тоа да им се промени животот на подобро, зборуваме од здравствен аспект, колку исхраната влијае на нашето здравје? Значи, пред 3 недели буквално имав клиент кој што после еден месец работа дојде и рече мене ми се промени животот. Колку убаво изненадување, колку е добро тоа да навистина, еве сега зборам и така, значи за тоа и работам. Затоа што на крајот на денот не се килограмите на вагата. Ние во програмата имаме 7 прашања и секогаш што ги потсетувам клиентите. Дали се осеќаш комотен со тоа што го јадеш? Дали осеќаш вина со тоа што го јадеш? Дали наутре вина? Тоа е идејата, да не осеќаме повеќе вина, да нема повеќе понеделник. Товарот што го осеќаме да го тргнеме од нас. Потоа, дали облеката изгледаме подобро?
Да? Да. Особено во летно време кога сите сакаме Да, да облечеме нешто никогаш, кратко, килограмите да, знаат да ни направат никогаш проблем. вагата не покажува минус, но нашиот обем се намалува. Да. Дали подобро спиеме, каква е енергијата во нашиот ден, како се справуваме со стресот. Сите тие прашања се многу поважни за нас како луѓе, него ли само вагата, што некој може да одлучи и да има 10 килограми повеќе, но е сосема комотен во своето тело. Затоа што не сака да јаде толку малку храна. Може ли јас само да се Да. вклучам накој со Како своето ајде, да, ова е прашање? тема и ние како жени колку сакаме да знаеме за ова. Да, со внимание на вистина ве следам. Туку ме интересира околу калориите. Добре. Колку е потребно, еве да кажеме за жени, еве можеби не следат нас и малку повозрастна публика жени кои што се Да. перименопауза или во менопауза. Да. Колку е потребно да внесеме калории во текот на денот и како ги броите? Да. Да не бидеме нонстоп, како што каже и Мери, оптеритени со мерење, со готвење. Да. Како се Воопшто во оваа програма не се мерат калории. Ако ви Така? се верува, ниту се мери грамажа. Бидејќи пристапот е индивидуален, јас сепак користам многу професионални калкулатори кои што не ги оптоварувам нели клиентите со тоа, но секако е сооднос на јаглехидратите, протеините и мастите во внесот на еден ден, кој што зависи од возраста на клиентот, од полот на клиентот и колку е физички активен. Колку оброци на ден препорачувате? Колку сака клиентот. Се додека ја изеде храната што треба да ја изеде. Ова мислам дека ве можеме да Ова речеме. звучи многу добро. Нели рече можеме, па не можеме да правиме ваква диета. Сите дека можеме да јадеме колку сакаме, но да е здраво и Да. да има резултати. Да, значи порциите се бројат, Precision Nutrition има методологија, се употребува дланката. Да, наместо да се бројат калории, се употребува дланката. Дланката е секогаш со нас. Толку е доволно? Да. Колку Да. што ни е дланката, толку Да, да е на оброкот? пример, протеинот е дланка. Так. Јаглехидратот е шака, мастите се палец. Така секогаш можеме да имаме баш на дланка да измериме убаво колку можеме кажавте. да. Колку Да. Па добре, И одлично, сега, на пример, да. просето јас можам се само да кажам лично за себе, затоа што нели вашите калкулации не ги знам или се да не се споредувам со Так. некој друг клиент. Моето утро е една дланка протеини, една шака јаглехидрати, ручекот ми е 2 дланки протеини, две извините тупаници е зеленчук може да се јаде колку што се сака и една шака јаглехидрат. И тоа е доволно да ве држи цел ден да бидете се чувствувате. И вечерам. сите. И да се чувствувате сите Да. да Имате енергија. во Да, Во текот на апсолутно, денот. да, апсолутно. А оние кривинзи, оние чувства да сакаш да посегнеш по нешто, како да ги регулираме? Да регулираме Како да тоа се чувство да контролираме? сакам да пробам еурокрем, сакам да пробам сладолед, сакам да пробам хамбургер. Како да го регулираме тоа? Дали има некој методологија, Да. некои трикови како да ги контролираме тие Да, нагоните да, желби? значи прво треба да видиме дали е физички глад. Физички глад треба да оценуваме од 1 до 10. Луѓето како што кажав на почетокот, луѓето не знаат што е физички глад. И треба да размислиме. Од 1 до 10, ако сме гладни над 7, јади. Ако е 6, не јади. Што ако сакаме да јадеме нешто затоа што ми е досадо, затоа што имаме кревингс или слично? Има еден интересен пристап, застануваме. На глас треба да си кажеме, ако сме сами или ако сами во себе, сега свесно ќе го изедам ова чоколада. Кога никош сами на себе ќе си кажеме дека свесно ќе направиме нешто за кое што не сакаме да го направиме, Сега свесно сакам да изедам еден бурак. еден бурек, Свесно сакам да изедам бурак, колку свесно сакам да и тоа изедам се бурак. менува со менување на обруците постепено. Устата се навикнува на поинаква храна. Имам вчера еден клиент ми рече, не ми се верува, не можам да изедам веќе 15 кебапчиња. Колку е убаво кога навистина вашите програми ќе вродат со плод, имате среќни и задоволни клиенти. Вас ви благодарам што дојавте во Ви нашата благодарам и вас на поканата. студија. Се надевам дека многу од жените, но и сите оние наши гледачи и ренча ќе им биде корисен овој разговор, особено оние совети со шаката кои што можеме да ги применуваме секојдневно. И како што апсолутно. вие рековте, шаката е секогаш. Секогаш е со нас. Секогаш е со нас и и прилагодено е според димензијата на телото. Така што имаме најважната алатка и секако Да. добрата мисла и упорноста за да направиме промени во нашето тело и начинот на кој што ние се. Хран ми благодарам уште еднаш Благодарам на поканата. Да. Така што и ренче ние завршуваме со нашиот Завршуваме разговор. овде и не само жените мери, туку и мажите не Мажите, следеа. Нашиот камерман повеќето со клиенти ми се мажи. внимание го приметив како следеше. Одлично. Значи се крева толку многу свесно што сите сега повеќе. Повеќето клиенти во мојот се мажи. Ете така. Благодарам уште еднаш за гостувањето.